Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, денеска Светата Црква православна благословува да се празнува денот на успението на Богомајка. По аналогија на она што е Христос за целото човештво, а Христос за целото човештво е се човек. Мајката Божја пак за родот женски и човечки воопшто е семајка. Мајка на сите мајки, бидејќи роди Спасителот на светот, и ја има преку потребната близкост со него, близкоста што ни еден друг од луѓето ја нема. За да може да се застапува пред него за нашето спасение. Поради што во иконографијата честопати читаме типови на Богородица, именувани со Сотириса, Спасител. А има една кратка молитва, без која што не можеме, исто толку колку што не можеме без кратката Исусова молитва. Пресветаја Богородице, спаси. За личноста на Богородица мајка многу може да се зборува. Но овој ден црквата го определила за незиното упокоение, за незиното како што денешниот ден го носи името успивање, успение. Како тоа се случи? Кој е значењето на денешниот празник? Многумина од богословите денешниот ден го нарекуваат Малечка Пасха, бидејќи тоа што со Богородица мајка се случува денеска, се случило со Христос пред тоа. А што се случи со Христос пред тоа? Големата победа на животот над смрт. Тајната на празниот гроб. Истото тоа се случува и денеска со телото на Богородица мајка. Но постепено да дојдеме до таму. Најпрво треба да кажеме, самиот почеток на денешниот празник го гледаме таму каде што Христос виси на крстот. Во неподносливо големи маки и страданија. И во тој момент тој не престанува да мисли за судбата на својата мајка. За да не остане сама и незгрижена, таа Христос на својата мајка и го покажа апостолот Јован, богослов и евангелист, и кажа дека тој и е син. Со тој избор Христос го обврза светиот апостол и евангелист Јован да ја преземе сета грижа за земниот живот на Богородителка. А нему пак му кажа, покажувајќи на Богородица мајка, еве ти мајка. Од тој ден Богородица мајка се пресели во домот на светиот апостол и евангелист Јован, во најсветлиот дел од градот, Сион,
И таму им се предаваше на молитвите и молитвените разговори со својот Син, а нашиот Бог и Спасител Христос. Се молеше за судбата, добрата судбина на светот и на човештвото. И тие молитви за светот и за човештвото таа не престанува да ги принесува пред престолот Божи и денеска. Покрај длабокиот молитвен живот, Богородица Мајка имала потреба да ги посетува светите места врзани за животот на нашиот Бог и Спасител Христос. Витлеем, местото на распнувањето, Голгота, Гециманската градина и сите други свети места, осветени од божествената сила и енергија на незиниот Син, а нашиот Бог и Спасител. Потоа имаме светопредански сведоштва како Богородица Мајка ретко ги напуштала светите предели на света Палестина. Па ја посетила Антиохија и се сретнала со големиот архиереј на Антиохиската црква Игнати Антиохиски. Па го посетила Кипар и Лазар 4-дневен, кој што бил епископ кипарски. Па Света Гора Атонска на чудесен начин. Така Господ сакаше од неа да биде избрана за незина градина, за перивој на Богородицама. Во таа градина до ден денешен живеат православни монаси. На тоа полуостровце од трите полуостровца на Халкидики, 3 прсти на полуостровот Халкидики. Ни една друга жена, освен Богородица Мајка, не може да предстои. Но не затоа што жената е дискриминирана, туку затоа што ние мажите сакаме да и служиме на Богородица Мајка, на жена. Потоа Богородица Мајка на тој начин го водеше својот живот, кој што не траеше премногу долго. Според некои слободни пресметки, нешто повеќе од 60 години. Во течењето на 7-та деценија од животот, таа се пресели од овде таму. Но за сето тоа време, до тој ден, до денешниот ден, таа го молела својот Син, што поскоро да ја земе. И секако Господ не ги слуша нашите сакања и проценки, туку тој го определува денот на нашето преселување од овој живот во животот иден, од овој свет во идниот век. 3 дена пред да се случи незиното успение, Светиот Архангел Гавриил ја посети Богородица Мајка и соопшти дека за 3 дена потоа ќе бидат услишени незините молитви за незиното успење. Тогаш таа почна да размислува за учениците на својот
Sakan sin, svetite apostoli, i posaka pred da si otide, da gi vidi, site njih sobrani na jedno mjesto, oko Lunea. I Bog gi uslišan izinite molitvi, i svetite apostoli, ko što go bea zamrežile sveto, sej ki go spasitelno to slovo Hristovo, na razni mesta od zemljinava topka, na čudesen način, vo ovoj ist den gi donese vo Jerusalim, pokraj se majkata, Bogorodica i večnata Djeva Marija. Odsustvuvaše samo jedan, sveti apostol Toma. I to odsustvo njegovo ne beše slučajno. Najprvo se sluči pogrebnata povorka u Jerusalim. Bogorodica majka čuvana od nečisti i nečesni race. Da ne bide oskverneta v posljednji den od njezinoto zemsko prisustvo. No i pokraj toa jedan evrejin sveštenik uspea da stigne do odarotna Bogorodica majka, su namera da go prevarti teloto na Bogomajkata i vo toj čas svetite angeli čuvari mugi odsekva racete na Toni, ime to na toj evrejski sveštenik. A potom toj golemo pokajanje parao da mu bide prosteno i stana posledovatelna Hristovata nauka, poradi što racete mu bile vrateni nazad. I taka teloto na Bogorodica majka bilo položeno vo grobot, ko što i deneska se čuva vo crkvata posvetena na današnjoj praznik. Nadvor od zidinite na svetijot grad. So docnenje pristigna i svetijot apostol Toma, ko što sakaše da go baraše, da ja trgnat nadgrobnata ploča, za da go celiva teloto na Bogorodica majka. I njegovo baranje beše prifateno, no koga ja trgna nadgrobnata ploča vo grobot, nego najda teloto na Bogorodica majka. A to svedoči za njezinoto voskresenje. Zato ovoj den nije hrišćani, tego vikame malečka Pasha, malečko voskresenje. No njezinoto voskresenje je voskresenje za večen i nesmrten život, a ne voskresenje do koje što doađat demonoslužitelite, a to voskresenje za smrt. Koja je smislata na takvo to voskresenje, prašu vas sami od Hristos. Samo voskresenje je to za večen i nesmrten život, istinsko, autentično. To za što site nije živeme, slava mu na Boga. Site što go nosime ime to pravoslavni hristijan. I taka, возljubeni moji, ovoj praznik, gledajte, ne se očuva su najgolemite tajni na životot. So neophodnosta od preminot od ovde tamo. No vo toj premin, od ovoj život, vo život od večer,
Во царството на троедниот Бог ќе треба да влезе и светот во кој што живееме. Човекот без овој свет не може да влезе таму за каде што е создаден. Со други зборови, неможно му е да се спаси без да го спаси светот во кој што живее. За толку помалку е можност светот сам без човекот да се спаси. Бидејќи човекот од Бога му е назначен за господар, за некој кој што треба да се грижи за понатамошната судба на творбата Господња. Но се преобразено по силата на Сесветиот и животворен дух и несоздадените енергии Божии и на светлосната светлина Господња, поинаку во теологијата познати под името благодат Божја. А благодатта Божја е второ име за името живот. Ке кажете живот или благодат Божја, исто сте кажали. Каде што благодат Божја нема ни живот. Таму каде што имаме отсуство на благодатта Божја, имаме вегетирање. Живот за смрт, како што се изразува еден голем германски философ, екзистенцијалистот Хајдегер. Но човекот не е битие создадено за смрт, туку за вечен и несмртен живот. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.